Гевгелиско Моин, погранично село чии ниви граничат со грчките. Мирно и мало, но неговата околина е раздвижена, особено навечер, кога стотици мигранти се обидуваат незабележано да ги поминат границите. Non-stop движат. Non-stop. Нека по-големи групи, нека по-мали групи, кой как са да... Гледам ги има и сирийци, и пакистанци, и афганистанци, и не можеш да го знаеш край. Но главно говорят и английски, и гръчки. Вот просто вали бе време гърци работили, сезонци. Нам не им дава гърко, пари и върват. Си одат. Що ги му правиш, да? И они од мъки бегат. Мите е чувар на депонијата кај Конско. Вели дека оваа рута никогаш не згаснала. Самиот сведочи дека честопати пријавува големи групи луѓе, кои го ризикуваат животот пешачејќи кон северната граница на државата. Минат таму минат, не тук, не селото не. Не селото не, минат на новата депонија. С нощни мина, в 9 саат. А нек не 50 души, пъти едно женски. И аз му се явих на границите и пътия. Според полициските билтени, неделно се фаќаат стотици мигранти на различни локации, сами или со криумчари кои им помагаат да стигнат до Србија. Бројката на тие што успеваат да поминат е сигурно најмалку иста или поголема. Илегалните рути за мигрантите порано беа фокусирани на течението на реката Вардари долж железничките пруги. Меѓутоа, сега тоа се главно патеките по ридовите и планинските предели. Транзитниот центар Винојук е празен. Нема никој освен полициските службеници и членовите на хуманитарните организации кои дежураат тука. Сепак, ја следат состојбата и велат дека се подготвени за евентуални промени. Сме во фаза на подготвеност, можам да кажам, се прати ситуацијата во случај на потреба. Веќе има организирано група на лица и волонтери кои што интервентно би се ангажирале во поддршка на веќе постоечките тимови во рамки на транзитниот центар Винојук, како и во рамки на поддршката на јужната граница. Просторот пред центарот е полн со одземени возила на криумчари. Според изјавите на мигрантите кои биле фатени од полицијата, цената што ја плаќаат на криумчарите за да ги пренесат до српската граница се движи од 500 до 1000 евра по лице.